Зошто? 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 Затоа што ја сакам Шула. Но воопшто не ти изневерив, Сеид. А што е ово што го направи? Ниту Шула го примети ова, ниту пак работев за твој грб. Престани, замолчи! Замолчи! Не беше мој план. Престани! Јас зборувам вистината. Лажеш. Тетка и сакаше вака да биде. Знам дека лажеш! Рече дека сака да биде далеко од тебе. Рече дека ќе ја повреди Шула, ќе ја оставиш на пола пат. Отидов во хотелот кај што беше Шула да каже дека си дошол. Ќе ја земев Шула и ќе ти ја донесев. Тетка и не сакаше да дознае. Кажа дека не сака да биде Шула со тебе. И ти да ја почувствуваш истата болка. И ти како мој пријател прифати, така? Искрено и мене ме интересираше дали ќе паднеш на оваа игра. Но ти постави како што тетка и предпостави. Истата вечер се фрли во преградка на друга жена. Доста! Не можеш да ја повредиш Шула. Престани! Доста! Ти не си мој пријател повеќе. Но ти се уште не си мој непријател. Ти не си мој пријател. Многу се извинувам. Навистина, многу ми е жал. Зеде ли што треба? Да, зедов. Можам остави. Добра. Тука. Ве молам не допирајте ништа. И онака ми е непријатно од неуредноста на куќата. Ти си навикната на Шула. Што зборуваш? Ние веќе ја делиме истата судбина. Остави Шула. Ти не си навикната, но јас ќе направам. Мисли ти така? Остави го, тоа те молам. Јас мислам и двете да оставите. Ве молам, дозволете ми. Добро ќе ми дојде да работам нешто. Треба да ги оттргнам мислите. За да заборавам на болката, треба многу да се изморам. Да немам прилика да се слушам себе си. Треба да заборавам на себе. Скоро на тоа денес имаме многу работа. Излегувам да купам тегли. Што ќе правиш со теглите? Ќе правам сладко, како што ме научи тетка Бинас. Ти ќе правиш сладко? Да. Тато, повеќе пред тебе нема Шула бескорисната. Како прво ќе правам сладко и ќе го продавам. Се надавам ќе успеам. Во нападот на Бејазит 8 луѓе загинале. За жал никој освен мене не се спасил. Боже. Сега што поскоро ги сакаат документите што се кај мене. Керко, кажи му на Галип нека биде долу во рецепцијата, добро? Добро. Што се случи? Господин Сеид ли дојде? Господин Сеид, господја Шула, како да нема друг живот во хотелов. Што е ова секој за се интересира? Ајде гледај си работата. Ајде, оди. Оди. Али заклучија вратата. Сите документи се кај мене. Треба веднаш да им ги однесам на нашите, но најверојатно ме следеа. Јас не можам да ги однесам. Горед, тогаш јас да ги однесам. Бујко, сигурен ли си? Ќе влезеш во голем ризик? Ти само кажи што треба да направам. Прво овие скриги под кошулата. Сега 20 ќе излеземе од хотелот.
Јас со торбата ќе ми го привлечам вниманието. Ако има некој зад нас, ќе не следи. Ти слободно ќе одиш во сладкарницата. Сладкарница ли? Да. Ајде, со здравје. Добар ден. Ако има некој зад мене, ќе дојде. Ти кога ќе бидеш сигурен дека не те следат, ќе излезеш. Добар ден. На адресата во Финдикзаде ќе одиш со кола и ќе ги предадеш документите. Веќе се плашиме да прашаме што се случува. Војко Али многу и се развикал наеше. Да беше нешто во врска со Сеид, сигурно ќе ни каже. Така е, нели? Бато Джелил, оној со гајтан ведите пак дојде. Кој? Господја Надија. Бато Сеид добре дојде. Дојде Бато Сеид, дојде Бато Сеид. Дојде ли? Да. Со среќа нека е. А зошто дојде овие? Шула ја напуштила куќата. Ајде влези. Каде отишла? Не знаеме. Заминаа заедно со Тина. Да се запознаеме. Јас сум Борис. Братучетот на Шула. Пред се да се извинам што бев причина за едно големо недоразбирање. Извинете. Вие не сте виновни. Други се причина за тоа недоразбирање. Дојдовме овде за друго да разговараме. Шула замина. Ако дискутираме за ова, само ќе изгубиме време. Така е. Поручнику, повеќе немам чинови. Гордоста ја изгубив благодарение на вашата мајка. Повторно кажувам. Моето мислење за вас воопшто не е сменето. Јас овде дојдов да побарам помош за Шула. Тие заедно со мене треба да дојдат во Англија. Господја, вие одигравте игра која што го уништи мојот живот. Ме растуривте. Сега се обидувате да ја уништите мојата надеж. Не го дозволувам тоа. Немојте да имате надеж во врска со Шула. Што и да се случи, Шула нема да заборави на вашето изневерување. За жал, овде немам друг познаник освен вас. Срамота е, влезете внатре, девојки. Вие кога си поигрувавте со мене, не изгледавте толку безнадежна. Бевте одлични ортаци со Петро. Зар не е така? Прифаќам сгрешив. Ја плаќам цената. Но никако не можам да се откажам од Тина и Шула. За жал, поради ова барам ваша помош. Ајде, Кирко, ајде, влези внатре. Ке почекам да помине малку време да ја убедам Шула, но немам премногу време. Неделова ќе дојде бродот, за 10 дена треба да заплови. Шула треба да биде на тој брод. За да го мине останатиот дел од животот, во спокој и сигурност треба да биде на тој брод. Единствено вие можете тоа да го средите. Ако вие и кажете да оди... Нема да влијам на нејзините одлуки. Ти кажав дека гордоста на Сеид Еминов е многу поголема од неговата љубов. Поручнику, вие Шула ја познавате подобро и од мене. И таа е тврдоглава како вие. Затоа не мислам дека ќе прости на мајка ми. Ама ве молам, помогнете ни барем да знаеме каде. Галип, Повели бато.
Шула кога ја најде Валентина, ти беше со нив, нели? Да, Значи ја знаеш куќата. да. Колку убаво мириса на јаготка. Пробај кога ќе биде готово. Шула, навистина понекогаш ме збунуваш. Ти сигурно сакаш да останеш сама? Да. Види вака, ако сакаш ќе направиме. Ти се го стави го ова и дојди со нас, утре ќе продолжиш. Не, ова ќе го завршам. Потоа кога јас ќе одам во аптека, вие ќе одите на пазар и ќе ги продадете. А утре вечер после работа пак ќе направам. За празниците ќе ги продадеме. Во ред. На. Ако си спремна да излеземе. Во ред. Ајде. Те сакам многу. И јас те сакам. Ајде. Не заборавај да ја заклучиш вратата. Добро. Добра ноќ. Бато Сеид, ајде тропни на вратата. Ајде да се вратиме. Бато, се извинувам да не биде како да ти се мешам, но штом сме веќе овде, Ќе го најдеш братичетот на Шула, Борис, и ќе му кажеш каде се наоѓа Шула. Ќе му ја дадеш адресата, потоа ќе се вратиш во хотелот. Дали ме разбра? во ред. А ти? Јас подоцна ќе дојдам. Во ред, бато. Ајде. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Камо јас да отидев на место Бато Галип. Сигурно ќе ја убедев Шула да се врати. Ќе ја кажев колку ни недостига. Колку сме тажни сите. Дека Бато Сеид погрешка ја фрелил венчаницата дека се покаја. Не ги разбирам возрасниве. Кога еднаш ќе се скараат, не се смируваат. Сакаат да се смират. Но кога растеш и далечините се поголеми, срцата растат, љубовта расте. Срцата на возрастните е потешко да заздрават од срцата на малите. Многу глупаво. Тоа е глупоста на влюбениот човек. Не му се замерува на влюбениот човек, затоа што љубовта го има обземено. Го има доведено до тоа. Го има превземено неговиот разум. Но ти не зборуваш за нешто убаво. Не е можно да не е убаво. Љубовта е величествена. Понекогаш, за да ја гледаш повеќе не трепнуваш со очите. Доаѓа време кога не знаеш срцето дали за неа ти чука или за да живееш. Потоа, кога ја губиш, го наоѓаш одговорот. Ти дали сакаше вака? Да, се разбира. И знам дека никого не ќе можем така да сакам. Добра, Аља? А каква врска има со неа? Ти со неа... Слушај, ваму. Што? Јас колку пати ти кажав да не зборуваш вака. Ајде, доаѓај ваму. Немој, мамо, немој! Ајде, дојди. Ајде, право во собата, ајде. Синко, и ти си го седнал овој разговараш со него како со возрасен човек. И онака стана доста безобразен. Но Бато Джелил не е виновен, мајко Бинас. Горе ти реков. Каква врска има со Алија? Никаква, синко. Си зборувајте, дете. Сте заспале без чајот од липа? Господине Риза?
Остави го тоа. Тоа сакав и да го направам. Трни се настрана. Значи, како глушец буричкаш нокол, а? Значи, човек не смее да ти свати грб, а? Јас ништо не ви сгрешивам. Добро, што ќе правеше со оружјето? Ќе го убиев капетанот Били. Што? Губи се! Губи се да не те гледам повеќе! Помоли се да не му кажам на капетанот. Помоли се! И уште еднаш да не се појаваш овде! Губи се! Аля? Аля, Кирко, што се случи? А? Стани, да видам. Стани. Хајде. Добро ли си? А? Хајде, хајде. Згора на тоа и те фатија, нели? Јас мислев дека заспал. Добро, му каже ли зошто го зеде оружјето? Браво. Браво. Не си постапила паметно. Си се мешала во работа што те надминува. Мислиш дека сега овој Били нема да знае за ова? Нема да дознае. Добра, и онака не ме боли многу. Имам среќа што не е голема повредата. Не успеав, ете, што да правам? Јахја горе ли е? Зошто? Се уште ли не дојде? Не. Вие не бевте ли заедно? Заедно бевме, после се разделивме. Тој отиде во Капари чаршија, имаше некоја работа, а јас трчајќи се вратив со сервисот. Но тој и онака ми рече, немојте да ме чекате, мојата работа ќе потрае. А девојкава ми го зеде паметот. Кренете раце, сите станете на нозе. Ајде, на страна. Ајде. Поминете на страна. Тебе ти зборувам, брго станови. Не правете греф, оставете го човекот. Замолчи. Каде се останатите? Не знам за кого зборувате. Однесете го овој, кренете го. Знам за сите работи што ги правите. А таа не знае за ништо друго, освен за осветата за брати. Испратете ја девојката пред да ви создаде проблеми. Ти кажав уште на почетокот. Во право сте, но и вие кога братот на девојката го... Кога таа слушна за смртта на братот и се стемни пред очите, осветата ја заслепи. Пред да не создаде проблеми, најдобро ќе биде ние да ја замолчиме. Во ред. Капетане, немојте многу да чекате. Веднаш испркајте ја. Во ред, реков. Подоцна ќе зборуваме. Дозволете ми, на здравие. Како стоите со алкохол? Не делава, едве ќе излеземе накрај. Не грижи се, и јас ќе ти испратам. Доцниш? Имав работа. Што ти е на лицето? Изгледа средбата со Лола не помина како што очекуваше.
Гледам збеснала. Се надевам дека таа не ти го направи ова. Се расправавме со Сеид. О, значи сабјите се извлечени. Да. Порано од очекуваното. Слушај ме, Ваму. Инвестира во градов. Вложив многу труд во градов. Нема да го оставам без да го добијам оно што го сакам. Знаеш дека тука си заради твоите пари. Не се ставам во ризик за тебе. Нема потреба од ова. Тргни ми го Еминов од пред нозете, инаку ќе го расипеме договорот. Добро. Уби го. А јас ќе го закопам. Ајде, отвори се Сезаме. Ајше, здраво. Кога Галиб кажа дека подоцна ќе дојдете, ве чекав. Не. Да ви направам ли кафе? Не сакам, не мачи се, нема потреба, но истина. Во вашата соба престојува господин Джилил. Аља престојува овде, хотелот е преполн. Господин Джилил ја даде собата, престојува во вашата. Аља овде ли останува? Добро, зошто? Од касата на господин Риза го земала пиштолот, за да го убие Били, но не успеала. Кога го враќала на место ја фатиле и Риза ја избркала од работа. Може ли едно кафе да ми свариш, ако не ти е мака, мислам? Не се знае што ќе направи Били кога ќе слушне. Ние се исплашивме. Не можевме да оставиме Аља. Добро сте направили. Капетанот нема да ја остави на мира. Не треба да ја оставиме само дома. Ти благодарам. Галиб ми кажа дека не си изборувал со Шула.
Се извинувам. Не те не прашав. Јас и да сакам Шула повеќе никогаш нема да зборува со мене. Нема да ми прости. Зошто толку се налутила? Дојде вечерта откако вие заминавте. Се натажи многу кога ја виде собата растурена, но поради тоа... Ајше, секој збор во врска со Шула како нож да ми боде во срцево. Те молам, не ме прашувај ништо. Не ми задавај повеќе болка. Здраве да имаш. Добро утро, синко. Имај среќен ден. Благодарам, господјо. Имајте убав ден. Да не сакаш нешто? Не, ви благодарам. Ајше ми направи кафе сега и се напив. Сега би сакал да си легнам. Во ред. Ајше? Што се случи, Керко? Погледни ме. Да не плачеш. Ништо не ми тетка Бинас. Ајше, кажи ми ја вистината, не ми го стегај срцето. Што се случи, зошто плачеш? Го сакам тетка Бинас. Многу го сакам Сеид. Керко да не му каже и нему. Му кажав. Тешко мене. Ах, бре, Керко, тешко мене. Тешко мене. Да зборувам ли со Шула? Не. Не може вака, Сеид. И што да кажам кога ќе се појавам пред неа? Таа очекува извинување од тебе. Ке си извиниш, ке ја кажеш причината за твојот гнев. Што знам, кажи и дека си помислил дека те заборавила. Кога те видов со тој човек, умрев, изгубив памет. Кажи и нешто, Сеид, кажи. Да и кажам дека преноќив во постела со некоја друга жена. Нема да те праша такво нешто. Ама јас знам. Јас знам. Иако знаев дека единственото нешто што Шула не би го простила е неверството и пак го направив. Ти си изигран. Петро ми рече Шула те чекаше. Ми рече дека ниту еден миг не се посомневала. Ама знаеше дека јас во ваква ситуација ќе ја избришам од мојот живот. Никак не се ја тестирал мојата љубов. Многу сум лут на себе си, нема да си простам. Петро е во право. Остави го Петро сега. Господ да ме казни. Јас за да ја заборавам Шула, за да ја избришам од моето срце, отидов и легнав со некоја непозната жена. За да нема враќање назад. За се си има враќање, брате. Времето се ќе поправи. Шула, многу сум гневен. Бев толку гневен што не знаев за себе. Те молам, прости ми. Не сакам да слушам. Не сакам. Не, мора да ме слушнеш. Јас не можам да сакам повеќе друга од тебе. Ти си мојот здив, мојот живот. Можно ли јас да живеам без тебе? Како е возможно јас да живеам без тебе, Шула, кажи ми? Никогаш не ја пуштив твојата рака. Се соочив дури со смртта. Дури и татко ми не можеше да не раздели. Види, сети се ни што се поминавме. Мислиш дека ова ќе ни биде препрека? Не изневери. Шула, те молам, прости ми.
Синко, Аља денес рано излезе. Јас со Галип испратив дома. Така ли? Јас ки речев да намине во амбасадата. Не требаат потписи да се забрза процедура. Излезе, отиде. На здравје, синко. Благодарам, Војко. Види, добро е што ве видов заедно. Сношти и Јахја не се врати. Јас не знам што се случило. Сношност исчезна. Јас дојдов да ви ги сменам пешкирите. Ке ви донесам нови пешкири. Да, чисти пешкири. Благодарам. Ајла, ајде да се враќаме. Ајде. Тие веќе дошле по мене. Во ред. Ова мораше да се случи. Ајде веднаш да се вратиме. Јас сега што ќе правам, Галип? Нема да ме остават на мира. Што ќе правам? Што ќе правам? Смири се. Јас знам каде да те однесам. Ајде. Ајде, Ајла. Ги предадов документите што ми ги даде, потоа се вратив. Јахја ќе прошеташе малку и ќе се оддалечеше од оние што го следат и ќе се вратеше во хотелот, но се уште го нема. Мене да ми кажеше синоќа заедно ќе го баравме. Што знам, синко? Мислев, те сега ќе дојде, те после ќе дојде, така се разденува. А дамите знаат за оваа ситуација? Не знаат каде и зошто отиде. Не им кажав. Не им кажав за да не се испаничат, но господја Бинас и господја Ѓузиде веќе почнаа да се распрашуваат. Од синоќа не знам што да правам. Ама душата ме јаде. Мислиш дека го фатија? И да го фатат нема ништо на него. Но најлошо е што не знам никаде да го барам. Јас да погледнам наоколу. Јас морам да одам на работа. Извести ме и мене. Тато, не сакам и тебе да те паничам, но многу сум загрижена. Нели Војко Али рече да не се грижиме? Му благодарам на Бога, нашите мажи не се сами против бунтовниците. Така е, но... Сигурно имаат работа. Сети се, нели зимоска така се случи. Имаше пратка во Анадолија. Такви работи не ни кажуваат нас. Не грижи се. Набргу ќе дојде. Ке те прашам нешто, но право да ми кажеш. Прашај, дадо. Ѓузиде, ти знаеш ли што направила девојкава? Не, што направила? Кажи ја вистината, знаеш ли за Сеид? Што му се случило на Сеид? Оваа била влюбена. Уште без срам му кажала на Сеид. Што? Многу го сакала. Изгледа се понадева кога Шула замина. Штом пуштила глас и му кажала. Тие се сакаат, можно ли е такво нешто, дадо? Ајде, земи, изми ги овие, Керко. Синот на Муртеза, Риза. Повелете, капитане. Пералнама твоја ли е? Да, мое, па нели знаете? Значи, се што е внатре тебе ти припаѓа, така? Што сакате да кажете, капитане? Се што е внатре мене ми припаѓа. Прошетајте околу зградава. Одзад имало уште една врата. Влезете од таа врата и пребарајте се. Ајде. Да видиме дали пријавата е точна. За каква пријава зборувате? Велат
дека овде се произведувало алкохол на црно. Тоа не е можно, капетане. И од каде слушнавте? Дај ги сите клучеви од дуќанот. Ама, капетане... Дај ги сите клучеви. Веднаш. Поведете. Капетанот сигурно се исплашил дека Аља ќе прозбори. Сака самиот да се спаси пред ние да превземеме нешто. Штом веднаш го издаде Риза, очигледно многу се загрижил. Јусуф, ова сладко не е за предавање. Не знам како успеала, но сите тегли се зашекирени. Тина, имаме гости. Здраво. Ако носите било каква вест од шереф хотелот, ве молам не ја вознемирувајте сестра ми во врска со тој човек. Не донесов вест од Батосеит. Всушност, има многу вести за кажување. На младава госпогица и треба место каде да остане. Сакате нешто друго? Не, благодарам. Имаме сладко, ако сакате. Вкусно е, синоќа е правено. Не сакам, благодарам. Нека биде подарок од мене, ако прифатите. Ки дадете на ќерка ви. Благодарам. Молам на здравје. Јас мислам да не ја покажуваш корпата. Кому и да му покажеш, даваш по една тегла. Вака не се прави трговија. Што бараш ти овде? Треба да разговараме. Јас сум во магазинот, Шула. Во ред, господине Омер. Сејт изгледа ти кажал се што има да каже во врска со нас. Не направив ништо за да бидеш гневна на мене. Повеќе не сакам да те видам. Шула. Кога точно станав твој непријател? Кога не ја слушав твојата љубовна изјава? Шула. Кога ме мразеше до толку да ме разделиш од Сејт? Тебе те прашувам. Како само го направи ова? Ти се колнам, јас не направив. Сејт поверува во тоа што сакаше да верува. Доста, Петро. Доста. Не се понижувај повеќе пред мене. Не поверува кога го виде кај бароницата, а? На денот на свадбата. Кога те напушти, иако имаше писмо во рака, помисли дека Сејт нема да оди со таа жена. Не престана да му веруваш и кога се качија на изброд. Ти не најде утеха во ничија преградка, Шула, но тој без да чека. Истата вечер во своја постела зеде друга. Доста! Доста! Јас никогаш не ти сакав зло. И нема ни да сакам. Но те молам, немој мене да ме гледаш како виновник за неверството на Сејт. Оди од овде. Секој својот избор го направи со својот разум. Оди си, Петро! Оди од овде. Повеќе не сакам да те видам. Оди. Се до денес ништо не ви изгрешив, капетане. Добро, и зошто сега ме осудувате мене? Ти сам си се осуди, Риза. Добро, но до сега се беше во ред, нели? Многу сгреши што ја замеша девојкава во ова работа. Сега ќе му се доближи на Еминов. И онака имам доволно проблеми со него. Не можам да го ризикувам својот чин за твоите 5 пари.
5 пари ли? 5 пари ли, капетане? Штом работата беше за 5 пари, зошто тогаш ми наплачете волку голема казна? За да не одиш во затвор. За да си го спасиш животот. Ако уште малку се противиш, нема да останеш само со плаќање на оваа казна. Ке гниеш в затвор. Изборот е твој. Значи, вие ми велите да си умрам, нели? На човекот кој не ви прорече ниту еден збор, на човекот кој вам ви беше лојален, му велите да умре, така ли е, капетане? Не умирај, Риза. Само плати ја казната. И двајцата да се спасиме од срамот. Барем малку од малку да ми помогнавте. Сепак заедно уживавме и казната треба заедно да... Излегови надвор, Риза! За жал, поручникот е зафатен, не прима посетители. Му кажавте ли дека јас дојдов? Дури и вие да сте, не е во состојба да се видите. Јас ќе почекам. За многу важна работа се работи. Затоа мислам... Напразно ќе чекаш? Сеид. Баронице. Повелете, господјо, ве очекуваат. Зошто се изненади? Твојот партнер Петро не ти кажа дека јас се вратив? Јас немам никаква врска со Петро. Немој да ме лажеш. Знам за целата игра што ја подготви. За писмата, подписите. Знам за сите твои подли работи што ги стори. Сеид, јас немам никаква врска со ништо од ова. И јас сум во неволја. Единствено што сакам е што поскоро да одам од овде. Мојот живот ми го уништивте. Лола? Сеид, писмо ти напишав. Вистината е запишана таму. Ако ми се случи нешто, ќе стигне во твои раце. Ако имаш нешто да ми кажеш, кажи сега. Не си поигрувај со мене, кажи ми. Какво писмо? Сеид, вистината е во тоа писмо. Не го заборавај ова. Не го заборавај, Сеид. Полковникот да не чека повеќе. Стоите подалеку од бароницата Еминов. А вие кои сте? Повелете, господине. Направиле упад во една џамија. И сите ги однеле. Не се знае каде ги однеле. За сега само ова е тоа што го дознав. Готово изгоревме. Не знаеме дека бил таму. Не е сигурно. Добро, каде е? Не успев да се видам со полковникот. Односот сосема му се сменил. Што ќе им кажам сега на жените долу? Господја Бинас и Ѓузиде и онака почнаа да се сомневаат, да се распрашуваат. Продолжи да ги залажуваш. Да имаше некоја лоша вест, сигурно ние ќе слушневме за неа. Како и да е, мораме да продолжиме да го бараме господин Јахја. Да се надеваме дека ќе го спасиме жив и здрав. Со Божја помош. Дај Боже. Те боли главата? Да, ќе помине. Долу има лека ако сакаш. Нема потреба. Добро, ќе ми дојде малку чист воздух. Многу убаво изгледа. И за моите така рече. Водата беше малку, шеќерот многу. И јас додадов и пола лимон. Јас не внимавав толку. Во нашата кујна се правеа со мерка од око. Мислам во хотелот Черев. Види сега е во состојба за продавање. Се посрамотив, на некој муштери им подарив. Со овие се ќе надобестиш. Бојата на овие посветла ли е? Многу се радувам што вечер нема да останеш сама. Алдја, многу ти благодарам. Многу се радувам што се запознавме. И јас исто.
Јас сум сведок за се што претрпе Шула додека ве бараше. Многу се радувам што повторно сте заедно. Многу ви благодарам и за помошта. И јас ти благодарам. Сите овде сме гости на Јусуф. Секогаш сте овде добро дојдени. Ајде. Ајде, ајде. За сите нас ке поминат овие лоши денови. Повторно ќе бидете заедно со Сеид. Повеќе не постои таква веројатност. Но тоа е неправда. Паднавте во стапица на другите. Се започна од оне подлец Били. Инаку Сеид не би поверувал дека си со друг. Ништо не е така како што знаеш. Но добро, ти кажи ми за ониот хотелот. Ѓузиде, тетка Бина, Сабри. Ајше. Сите се добро. На сите им недостасуваш. Дури на Ајше? И таа се разбира. Но Ајше малку избувлива. Зборува емотивно. Вели, ако сум на местото на Шула, нема да се вратам. Предпоставувам така зборува. Што правиш ти овде? Проверувам дали е чиста перницата. Полека. Зошто сечеш како да му се одмаздуваш? Ке си сечеш. Јадењето е солено. Сега пробав, не е доволно солено. Ставив доволно. И онака англичаните не сакаат многу солено. Остави колку сакаат, нека стават. Војко Али побара 3 кафења во собата на Бато Сеид. Добро, не чекај, ти јас ќе направам и ќе однесам. Добро. Ти направи ја салатата, јас ке сварам кафе. Што се случува? Од рано наутро се однесуваш чудно. Не. Зошто измислуваш? Така, нека јас ќе го направам кафето. Не се качувај горе. Стој подалеку од собата на Сеид. Срамота ја Ајше. Уште од почетокот се знае која е твојата намера. Но Сеид и Шула се сакаат. Стој подалеку од Сеид. Не издржа, нели? Дојде и веднаш на сите кажа. Да, го сакам. И што има лошо во тоа? Јас не сум како тебе, мажена, а му се додворуваш на Джелил цело време. Лага ли е тоа? Зарем не го сакаш Джелил? Цело време плачеш за него. Јас не сакав така да кажам. Гупи се. Не ми се појавува пред очи. Повелете. Што сакате? Војко Али ми рече дека имал некој лек против главоболка. Јас се надевам дека не би пречев. Вие одете горе. Јас ке донесам и кафе. Горето. Neden bana kış dedin? Ben senin olmuş idim. Gidin bulutlar gidin, yarime haber. Да ве запознам со супругата Татја. Добро ли сте? Добро ли сте? Здраво. Штом те види, таа се онесвестува. Денот кога се запознавме, мислам се сретнавме. Можевме ли да предпоставиме дека ова ќе биде? Среќа. Јас не го заборавив тој ден.
Колку деца сакаш? Не знам. Кога ѓузите се онесвести, сите помислија дека е трудно. Ти што мислиш? Јас мислам дека бебето е радост. Се разбира, многу голема радост. А ти сакаш ли бебе? Не ме срами. Мислам, секако. Еден ден сакам да имаме дете. Но сега остануваме во една хотелска соба. Не се знае што ќе правиме. Не се знае каде ќе одиме. Но еден ден многу би сакала да имаме дете. Само едно ли? Не едно машко, едно девојче, едно... Еден куп војничиња да има. Само да имаме деца, не е важно. Еден ден ќе ги оствариме сите овие наши соништа. Сите. Дојди, брате, дојди. Не заспа? Ни јас. Се чувствувам како на бојно поле, скриен во заседа. Како од некаде да ќе дојде некој куршум. Обколени сме само со непријатели, Джелил. Рацете ми се врзани. Се чувствувам како да сум некаде на средина. Не можам да видам пред себе. Во последно време за сите се однесува истото. А и парите веќе немаат вредност. Ги трошам како ништо. Но за да се направи нешто, треба да се трошат тие пари. Што и да се случи, брате, ние мораме да ги оствариме своите соништа. Гледаш ли какви се причини измислувам, само за да не мислам на Шула? Ама не бидува. Каде да се завртам, ја гледам. Брате, оди зборувај со неа. Не можам. Ама оваа болка го труе целото моје тело. Го обзема целото тело и не знам како ќе издржам. Треба да направам нешто, ама еве да се посветам на работата. Ворете, брате. Повеќе не троши ги парите. Јас веќе имам работа. Заедно да изнајмиме куќа во Пера. И мојата намера беше да одам, знаеш, нели? Знам. Господинот Јахја ме спречи. Добро. Јас уште утре ќе барам стан. Не треба да одиме додека него го нема овде. Господја Бинас и Војко Али не треба да ги оставиме сами. Прво нека дојде, па ќе седнеме и заедно ќе одлучиме. Во право си. Дај Боже да не му се случило ништо. Да се помолиме да се скрил некаде.